Почитувани гледачи на Автомагазин, срдечно добре дојдете во нашето ново издание. Денеска ве поздравуваме од Португалија, во близината на Лисабон, каде ги имаме на тест овие два убавци. По повод од 208 години постоењето на компанијата Peugeot ја лансира втората нова генерација на моделот 208 и тоа во три изведби. Едната е со бензински мотори, втората е со дизел мотори и третата е она најмодерната, која ја користи електричната енергија. Нешто повеќе за овие автомобили кон крајот на емисијата во рубриката Тест А. Денешното издание традиционално го започнуваме со флеш вестите. Викендот што помина, Volvo Македонија ширум ги отвори своите врати за љубителите на марката, а нив таму ги пречека новиот S60, кој од сега е достапен и на нашите купувачи. Овој модел на шведскиот производител е прв што се произведува во Соединетите Американски држави и прв што ќе доаѓа без дизел мотори. За почеток со бензинци со моќност со 190 и 250 конски сили и плагин хибрид со комбинирани 390 коњи, а во блиска иднина и во уште една бензинска и хибридна верзија. Сите се опремени со автоматски менувач со 8 степени, а најсилната изведба има и погон на 4 тркала. Како и другите лимузински модели на марката се одликува со моќен, но елегантен дизајн. Деталите го истакнуваат спортското во него, додека луксузот е затскриен зад шведскиот минимализам. За квалитетот на обработката и пополнетоста со опрема, посебно безбедносна, не треба да зборуваме. Тие се подразбираат кога е во прашање Volvo. На располагање со два пакета опрема, а цените стартуваат од 50.000 евра. Покрај него, сите заинтересирани за автомобилите на Volvo можеа да се запознаат со останатите модели и да направат тест возење на нив. Во својата фабрика во Романија, Форд започна со производството на Puma. Освен што отвора нов пазарен сегмент за марката, овој кросовер е значаен и по тоа што е еден од првите електрифицирани модели што треба да пристигнат. Опремен е со еднолитарски мотор со напредна 48 волтна хибридна технологија, со чија помош постигнува 155 конски сили и емисии на јаглерод диоксид од 99 грама на километар. Овој модел е значаен и за фабриката во Крајова, во која сега за прв пат паралелно се произведуваат два различни модели. За Puma таму се вработени дополнителни 1700 луѓе и вложени 200 милиони евра, најголем дел во производството линија за хибридната технологија. Вкупно досега, Форд во оваа модерна фабрика има инвестирано 1,5 милијарди евра. Комбинацијата бизнис и забава или спортска динамика и елеганција на луксус. Звучат неостварливо, но реално се. Кај Audi Q8. Го добивате со Porsche лизинг пакет, 36% учество, 3,6% каматна стапка и 3 години каско. Audi Q8 е еден. Porsche Македонија. Би сакал да ви се представам себе си во неколку зборови. Би рекол елегантен, единствен секако, секогаш самоуверен. Како мојот автомобил, новиот Kia Proceed, храбар потек.
Метрополис, број 1 радиомрежа. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Безбедносните асистенти не случајно се нарекуваат така. Тие се наменети за помош на возачот, а не да го заменат. Но секој од нас во целост и безусловно го поддржува нивното воведување. Најмногу пешаците кои заедно со велосипедистите се најзагрозени во сообраќајот. Сепак, колку новите технологии на вистина се ефикасни? На ова прашање со тестирање на сигурносните системи за препознавање на пешаци одговори Американската автомобилска асоциација. А одговорот никому нема да му се допадне, ниту на производителите на возила, ниту на возачите. За пешаците воопшто да не зборуваме, бидејќи се покажа дека овие системи не се толку ефикасни колку што се мисли. Беа тестирани 4 возила во неколку реални ситуации кои се случуваат во секојдневниот сообраќај. Една од нив е кога возило кое врти десно налетува на пешак. Резултатите покажаа дека во вакво симулирано сценарио системите воопшто не реагираат, удирајќи ја секогаш куклата што имаше улога на пешак. Лошо, во 80% случаи поминуваат и две лица кои стојат на патот свртени со грб кон автомобилот што им се приближува. Алармантни се и 89% од ситуациите кога дете ќе истрча меѓу две паркирани возила, додека најдобри шанси да помине без последици има пешакот кој ќе му го пресече патот на автомобилот. Не само дење, во овој случај системите го избегнаа сударот во 40% случаи при помали брзини, додека при поголеми процентот паѓа. Ноќе пак ниту еден од системите не реагираше на пешакот. Финалниот заклучок на Американската автомобилска асоциација е дека овие системи работат конзистентно, додека ноќе се покажале целосно неефикасни. Затоа секогаш треба да се гледа и лево и десно, било да сте пешак или возач. Според црната статистика на американските патишта лани имаат загинато 6227 пешаци. Политичка одлука и тоа безмилосна е форсирањето на електричните возила. Во името на екологијата се силува автомобилската индустрија, се донесуваат астрономски казни за секој надминат грам на јаглерод диоксид, на сила е лицемерие кое е досега невидено кон ниту една индустрија. Како ова да не е доволно, па сега се најавува забрана на сите автомобили со мотори на внатрешно согорување. Данска се бори таа забрана да се случи час поскоро, а некои се скептични дека тоа може да се случи до 2050 година. Иако наликува на битката со ветерниците на Сервантес, се повеќе европски држави размислуваат да ги забранат возилата со конвенционален мотор. До сега ги има десетина кои бараат начин како во иднина да ја сопрат продажбата на автомобили со бензински и дизел мотор и да се преориентираат на струја или пак на хибридна комбинација. Најрадикално настапува Данска, која на еден состанок на министрите за околина на земјите од Европската Унија веќе изнесе предлог до 2030-та да се забрани продажбата на возилата такви какви што сега ги познаваме. Иако не е само во размислувањето, сепак шансите тоа да се случи се мали, барем не до наведениот датум. Идејата на новата председателка на Европската комисија, Урсула фон дер Лејен, е Европа
Европа да стане првиот континент кој ќе нема негативно влијание на климатските промени, но до 2050 година. Нејзиниот план е до тогаш емисиите на јаглерод диоксид да се намалат на нула. Данците сепак не се откажуваат и се надеваат дека со уште неколку други земји ќе оформат силен блок кој ќе го забрза целиот процес, што, меѓу другото, ќе доведе и до забрана за продажба на бензински и дизел возила во Европската Унија. Но ако ова се уште спаѓа меѓу тешко остварливите идеи, поизвестно е дека дел од источноевропските земји ќе го забранат увозот на половни возила со еколошки норми кои не им се допаѓаат. Балтичките земји, Словенија и некои други сериозни подготвуваат законски терен да го сторат тоа веќе од 2021 или 2022 година. Први на ударот секако ќе бидат дизелите, но ниту бензинците нема да бидат поштедени. Таквата стратегија веќе е вградена во Националната програма за контрола на воздухот во Бугарија, со која е предвидена забрана за увоз на возила со норми под Евро 4 стандардите. Но уште пред да почнат да остваруваат оваа своја желба, бугарите наидоа на пречка. Имено, европската регулатива тоа не го дозволува бидејќи се нарушуваат основните принципи на слободното движење на стоки. Тоа значи, за да може некоја земја да донесе таква забрана, неопходно е претходно да се најде европско решение за ова прашање. Малиот Јарис ја бележи својата четврта генерација. Иако ќе се појави на европскиот пазар кон крајот на февруари идната година, Toyota сакаше да ги запознае потенцијалните купувачи со неговите атрибути. Малиот и доверлив автомобил ги содржи сите остварувања како и неговите поголеми браќа, покажувајќи дека и малите можат да бидат големи. Убавината е релативна, но шармот не. Доказ е малиот Јарис на Toyota кој 2 децении шармирајќи го светот стигна до својата четврта генерација. Помал, посилен и побезбеден, тој и понатаму ќе го чини тоа не оставајќи многу нешта кои може да му се замерат. Едно од нив сигурно нема да биде дизајнот, бидејќи сега изгледа доста позрело. X лицето е напуштено и неговите остри црти се заменети со заоблена и длабоко кон дното извлечена маска. Отворите за воздух од страна подсетуваат на борбен авион, а светлата на строг учител кој со поглед ве предупредува кога сте немирни на час. Немирен всушност е духот на новиот Јарис, кој се одгледува од како клин за косената силуета со високо издигнати задни бокови. Светлата во нив се модерни, до толку што изгледаат малку несоодветни за возило со ваква големина. Иако е пократок од 4 метри, тој има за 5 сантиметри поголемо меѓуоскено расстојание. Заедно со новата технички напредна платформа, тоа е заслужно за поголемиот простор во внатрешноста. Во прилог на тоа направен е мал трик со седиштата кои се монтирани пониско. Помала е и висината, а и тежиштето е спуштено што го направи Јарис полесен за возење. Посебно во свиоци, од кои најдобро ќе се извлекува со новиот хибриден агрегат. Ќе биде 3-цилиндричен 1,5 литарски со се уште непозната силина, направен по углед на оние во Корола и Камри. Придружениот електромотор ќе дава 80 конски сили и 140 Нм, а батерија конечно е литиум-јонска. Од Toyota велат дека во однос на актуелниот модел ќе заштеди до 20% гориво и за исто толку ќе има помали штетни емисии во издувните гасови. Останатата моторна понуда е составена од бензинците од 1 и 1,5 литри. Деталите ниту за нив не се познати, а дизелите секако се изфрлени. Што се однесува до внатрешноста, таа изобилува со безбедносна опрема. Јарис ќе биде првиот мал автомобил со централно воздушно перниче кое се активира меѓу двете предни седишта. Активниот темпомат кој може целосно да го запре возилото и помошта за одржување на лентата на возење се стандардни. Големината на управувачот кој може да биде загреван е нешто помала, како дел од филозофијата на Toyota наречена очи на патот, раце на воланот. Затоа
на списокот опрема е додаден и head-up дисплеј. Во внатрешноста се користени материјали со кои се дава поголема важност на боите, а управувањето со контролите е поедноставно. Пријатното чувство е истакнато со амбиентално осветлување, а инструментите се дигитални со модерна, но ненаметлива графика. По многу нешто интересно, четвртата генерација на Toyota ќе започне да се продава во февруари. Најпрво на јапонскиот пазар, каде ќе биде достапна и со електричен погон на сите тркала. За Европа и понатаму ќе се произведува во погоните во Франција, во кои Toyota вложи 300 милиони евра за приспособување на новата платформа. Воедно капацитетот е зголемен на 300.000 автомобили годишно. Лани на стариот континент се продадени 216.000 примероци од Јарис, додека учеството на хибридната верзија во моментов изнесува 60%. Очекувањата се овој процент уште да се искачува, што ќе зависи од цените кои не се објавени. Велат дека иднината на моторизацијата е во погонот на струја, но производителите на автомобили се уште немаат храброст ниту можности да се префрлат целосно на струја. Па затоа се уште се во игра моторите со внатрешно согорување. Во новата генерација на Peugeot 208 нив ги има два типа. Рака на срце, тие се нисколитражни, но имаат извонредни динамички способности. Тие се кај бензинците трицилиндерски со распон на силата од 75 до 130 конски сили, но има исто голема понуда и за оние кои се уште го сакаат дизелот. Тој агрегат се уште се нуди во внатрешноста на новата генерација на 208. Но, она што е вистински ново е потполно електричната 208. Таа е вистински диамант во понудата на електрични возила. Зошто? Има силна батерија од 50 киловат-часови, испод каубата има електричен мотор од 100 киловати, односно 136 коњи. Нашите домаќини ни посочија дека батеријата е доволна да издржи цела седмица за возачите кои имаат потреба да возат само 50 километри дневно. 208-ката електрична ќе ја препознаете прво преку маската на ладилникот, која е во бојата на каросеријата. Но, електриката ќе оставиме за вториот дел од тестот на 208. Јас како традиционален или старомоден возач секогаш им давам предност на моторите со внатрешно согорување. И започнуваме со трицилиндерскиот мотор од 1,2 литри подпомогнат со турбополнач, кој произведува 100 конјски сили. Овој мотор е оптимален и за македонските услови, па затоа се фокусираме на него. Уште долго време во автомобилската индустрија главна улога ќе играат моторите на внатрешно согорување. Јас се наоѓам зад управувачот на 208 кого го погонува мотор од 100 конјски сили, а како гориво користи бензин. Во понудата на 208 тука има две варијанти со впарен мотор со 6 степен мануелен и новиот 8 степен автоматски менувач. Поради адекватноста на македонскиот пазар, јас ја избрав да ја возам верзијата со 6 степен рачен менувач. За возните својства на Peugeot не треба многу да се зборува, бидејќи тој користи една интересна синергија на удобност и меко подпирање со прецизност и
бескомпромисно однесување на патот. Па во Свиоци со 208-ката е вистинско задоволство да се вози. Иако е трицилиндарски моторот, тој е погонет со турбополнач и произведува 100 коњски сили, па така да не може во ниедна ситуација да се каже дека оваа комбинација е латентна или пак дека и отсуствува динамичност. Напротив, јас за управувачот на 208-ката се чувствувам како да имам многу посилен и поголема агрегат. Трите цилиндри се тивки, работат токму онака како што треба и се вклопуваат во општата слика на 208-ката. А тоа е дека овој автомобил не е само атрактивен, туку е економичен и динамичен. Кога станува збор за економичноста, не може да се каже дека овој бензинец троши многу гориво. Некаде околу 6,2 литри е мојот просек на изминати 70 километри, колку трае возењето со оваа изведба. Во каросеријата е тивко, се чувствувате убаво и комотно. Може би требало малку повеќе простор да има на задната клупа, бидејќи ова е најголемиот модел од фамилијата 200. Имено, за цели 6 сантиметри ја надминува границата од 4 метри, што е за некои си 9 сантиметри повеќе во однос на претходната генерација. Иако е сместен на иста основа како и претходникот, новата 208-ка има поинако дефиниран внатрешен и надворешен простор, па затоа делува и многу поробусна. Но сепак во фокусот на вниманието беше дизајнот кој изгледа извонредно динамичен, но и атрактивен. Монументалноста на внатрешниот простор како да го гушка возачот и се гледа дека материјалите употребени во внатрешноста се аплицирани за да возачот ужива во неа. Тука има многу простор. Ова не е идеален автомобил. Мене не ми се допаѓа како прво позицијата на управувачот и исто така не ми се допаѓа централниот гребен помеѓу предните седишта, што во голема мерка го смалува просторот за нозете на возачот и на совозачот. Овој мотор се одликува и со економичност. Неговата потрошувачка е некаде околу 6,3 литри, што е многу добар показател. 208 во Македонија во оваа изведба треба да стигне некаде до крајот на годинава. Да, во месец декември оваа верзија ќе биде присутна на македонскиот пазар, значи експресно бргу. Се претпоставува дека цената би се движела помеѓу 16 и 17.000 евра. И како што најавив во почетокот на тестот, сега ќе се посветиме малку и на модерната технологија, односно на новата филозофија на моторизацијата која ни доаѓа со електричните возила. Изгледот на 208 во однос на изведбата со бензински и дизел мотори е ист, но возните својства би требале да бидат многу подобри, бидејќи електриката, како и електричниот мотор, даваат многу поинаква перформанса и динамичност на возење. Па тргнуваме веднаш. Уху! Ова лета, не оди. Ова е како да возите вистински GTI автомобил.
Возењето на електричната 208 не се разликува многу во однос на онаа што има мотор на внатрешно согорување. Поради отсуството на моторот, потоа картерот, менувачот, оној класичен менувач, па и издувната гранка, тежината на возилото е некаде приближна како со својот брат. Батериите се поставени во подот на возилото, па тоа допринесува за понискиот центар на гравитација на целата каросерија, што носи едно убаво чувство при возењето и се чувствува дека овој автомобил може да ги направи сите динамички маневри како и класичните автомобили, што е голем атрибут за овој тип возила. Оно што сакам да го потенцирам е внатрешноста на електричната 208, која не се разликува во ниту еден елемент од онаа со моторот со внатрешно согорување. Тоа е уште еден атрибут во име на електричната 208, затоа што досегашните производители на електрични автомобили оправдува оскудна опременост на внатрешноста и употреба на многу ефтини материјали во името на екологијата и во името на штедењето, односно кратењето на трошоци. Тоа не е случај кај 208-ката на електричен погон. Како што гледате, секаде има аплицирано убави материјали кои се нежни на допир. Дури оваа пластика што симулира карбон е мека и убава на допир. Разочарува пластиката поставена на горниот дел од вратата, која е тврда и дава еден чуден звук кога ќе ја допрете, но тоа не значи дека таа е со краток животен век. Peugeot 208 располага со батерија од 50 киловат часови. Тоа е доволно за да се поминат, како што декларира производителот, 350 километри, а целото конципирање на дострелот на возилото е прилагодено на возачите кои го исполнуваат европскиот просек. Тоа значи дека дневно поминуваат околу 50 километри, што значи дека оваа батерија овозможува да го возите 208 без полнење цела седмица. За жал, Македонија не паѓа во фокусот за продажба на електрични возила, но на просечниот европски купувач направена му е своевидна услуга. Зошто? Електричната 208 по амортизационен план и по планот на плаќање на ратите е иста како и 208-ката со мотор на внатрешно согорување. На период на експлоатација од 4 години ратата би чинела некаде околу 320 евра, што изнесува исто ниво на пари доколку се одлучите за незината класична верзија. Но предноста на електричната верзија на 208 не е само во екологијата, туку и во финансиите. Редовното одржување е во периоди од 24 месеци или 24.000 изминати километри. А поради едноставноста на електричните склопови, односно батеријата и електричниот мотор, тоа одржување не чини многу пари. Динамичките својства на електричните автомобили се извонредни. Се надевам дека Македонија на време ќе земе приклучок кон овие возила и ќе можат во поголем дел љубителите на електриката да бидат присутни на македонските
улици. Може би цената на електричните возила е нешто поскапа во однос на оние со конвенционални мотори, но иднината налага дека со вистинско финансирање и со вистинско умно менаџирање на струјата, овие возила ќе имаат иднина дури и на сиромашни пазари како што е македонскиот. Свеста на светските рамки и на сите меридијани се менува и иде во корист на струјата. А струјата е круцијална за да ја одржиме чистотата на нашата животна средина. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Следната средба е за 7 дена. И јас ќе продолжам да уживам во прекрасната природа во околината на Лисабон и се разбира ќе продолжам уште да уживам во музиката на струја. До гледање.